Во принцип, во минатото побаравме дуел со председателот на владата, господин Зоран Заев, побаравме предвремени парламентарни избори, во двата наврати бевме одбиени. Цениме дека државата не оди во вистинска насока, дека оди во погрешна насока и токму од тие причини иницииравме на ваква средба, во ваков формат. Генерално, темите би ги поделил во два дела. Првиот дел е обезбедување услови за одржување на фер председателски избори, во кои што ние како опозиција чврсто веруваме дека ќе ги победиме. И вториот дел беше оној дел во кој што разговаравме за така наречените реформски закони, односно законите кои што се дел од реформската агенда, која што е неопходна за конечно Македонија еве после оној обид од минатата година да добие датум за отпуштување на преговори со Европската унија. Прилика тука би го заокружил денешниот состанок. Разменивме факти, разменивме аргументи од наша, ми слушнавме аргументите од страната на владата. Македонија мора да продолжи да се движи во вистинска насока. Република Македонија мора да има иднина за сите граѓани. Република Македонија мора да биде достоинствено место за живење за сите граѓани во Република Македонија. Го пренесов и чувството кое што постои помеѓу политичките неистомисленици, дека имаме чувство на политички прогон кој што се случува. Така што мислам дека беше корисна оваа средба за релаксирање на политичките околности во државата, за еден кредибилен изборен процес, една кредибилна председателска трка која што следува, која што, повторно ќе кажам, ние сме чврсто убедени дека на крајот од денот професорката Гордана Силјановска-Давкова ќе биде иден председател на Република Македонија, но и онаа реформска агенда која што е неопходна за Република Македонија да ги добие конечно оној датум за отпуштување на преговори со Европската унија. Дали ги изнесовте вашите барања, односно забелешки во врска со законот за СЈО, што е со предвремените парламентарни избори? Па да, еве, ние тако веќе влегуваме во субстанцата на денешните преговори. Ќе кажам дека најпрво во првиот дел ги изнесовме нашите забелешки, во делот на тоа дека чувствуваме дека има вештачки вработувања во рамките на локалната и државната управа, дека сето тоа не води во насока на релаксирање на состојбите пред председателските избори, има трансфери од буџетот кои што се наменски имаат цел да таргетираат определени целни групи кои што ќе бидат во функција на кандидатот поддржан од страна на владата. Имаме промотивни активности кои што наистина не се исто така во функција на релаксирање на состојбата. Го укажавме оние случувања кои што беа за време на референдумот гласање за 2,4 секунди, излезеност поголема од 95%, притисокот кој што одредени медиуми полуофицијално и официјално ни го пренесуваат, така што генерално сите тие наши забелешки во оној прв дел од разговорот што би значил еден кредибилен изборен циклус за председателските избори, ги изнесовме, дополнително потенциравме изборни места каде што имаме докази за неправилности за време на референдумското изјаснување, да не ни се повторат, така што сето тоа во многу нешто ќе влијае дали Македонија ќе добие таа покана за отпуштување на преговори со Европската унија или не. Впрочем, председателските избори имаме и прв, имаме и втор круг, така што многу нешта ќе зависат од владата, бидејќи владата ги организира председателските избори. Во вториот дел исто така разговаравме за реформските закони, разговаравме и за законот за јавното обвинителство. Принципиелно изнесовме нашите ставови. Ние предлог текстот добивме некаде во четврток, така што немавме многу време да се посветиме на субстанцата на предлог законот, но она што за нас е значено како политичка партија е тоа што овој специјален јавен обвинител го загуби комплетниот и личен и професионален кредибилитет за да ја добие нашата поддршка во иднина и незиниот тим вклучително тука. Инаку принципиелно интегрирање на специјалното јавно обвинителство во рамките на јавното обвинителство можеме да го отвориме како тема и да дискутираме, бидејќи е дел од сетот реформски закони, но она кое што се вели право и обврски на идното јавно обвинителство и сите оние делови кои што ќе произлезат од новиот закон за јавното обвинителство треба да бидат предмет на преговори на работни групи помеѓу политичките партии. Ние сме подготвени да седнеме, да преговараме, го изнесовме и нашето барање за јавен обвинител кој што ќе биде на предлог на опозицијата. Добивме одредени аргументи, претпоставувам ќе го прашате председателот на владата кои се нивните аргументи, зошто тоа во овој момент
не би можело да се случи, но и тука можеме да направиме компромис, да биде се одложено дејство за 6 месеци, за 1 година и мислиме дека тоа само може да биде додадена вредност во демократските процеси во Република Македонија. Не гледам причина зошто да бегаме од една таква одлука, да го прошириме опфатот, да видиме, да се вратиме малку и назад во времето, да дискутираме и за некои други случаи кои што политички беа затварани, како што е продажбата на електростопанство, како што е продажбата на Телеком, како што се приватизациите на определени други комбинати во Република Македонија, санации, политички случаи во минатото. Зошто да не разговараме за целата онаа фрустрација која што латентно владе во општеството и граѓаните ја препознаваат. Ќе може ли конкретно по ова, затоа што ќе може во Алфа скоро секој трет ден се може таму да отидете, па пак да продолжите вашата. Ќе може ли да ни кажете по ова што го зборите, не се согласувате ниту со текстот, ниту со тоа, ниту со текстот за специјалното обвинителство, ниту со тоа Катица Јанева да биде дел од се спомнувате работни групи. Текстот го имате од четврток, кој дел со кој дел од законот не се согласувате и за претседателските, дали добивте уверување дека тие ќе бидат, како да ви кажам, демократски, дали сте сигурни затоа што да не испадне дека првиот круг се демократски, па вториот да бойкотирате? Симпатичен е вашиот темперамент и настап и од секогаш сум го почитувал, но ќе мора да бидете барем ако ништо повеќе џентламен, бидејќи сепак да го сочекате одговорот што дамата треба да го добие врз основа на нејзиното прашање. Две прашања ви одговарате дека не е интервју, ќе дојам кај вас и ќе ви одговорам. Еве, ќе се обидам да бидам краток и да го сублимирам одговорот на прашањето ваше, дека имаме многу забелешки вака кроки на почеток. Се надевам дека работните групи понатаму ќе навлезат во субстратот на предлог законот кој што е дел од законите, а кој што се дел од реформската агенда и ќе можеме подетално во периодот кој што следи да информираме јавност. Сега ќе се обидам да дадам одговори на вашето прашање, ви благодарам на трпеливоста. Еве, ако не успеавме да бидеме доволно прецизни и јасни во одговорот на прашањето на новинарката, ќе се обидам и на вас да ви дадам одговор. Во четвртокот го добивме предлог текстот на новиот закон за јавното обвинителство на Република Македонија. До сега немавме можности да влеземе во субстратот на овој предлог закон, но на кроки вака кое што можам сега да го кажам на прва е тоа дека овој специјален јавен обвинител заедно со нејзиниот тим не може и не смее да ја добие довербата, бидејќи не само што не ја оправдаа довербата и очекувањето од граѓаните кога беа формирани, туку напротив, во многу наврати истата таа доверба ја злоупотребија. Лично мислам дека и како човек и како професионалец не треба да го добие практично да ја добие таа доверба од страна на политичките партии, но и јавноста во Република Македонија. Да, сме за отварање разговори и преговори на партиско ниво помеѓу опозицијата и владеачкото мнозинство околу содржината на законот. Да, сме да отпочнеме еден таков диалог. Се договоривме да од утрешниот ден па натаму ги формираме тие работни групи, да отпочнат една дебата, да го прошириме опфатот, да отвориме и теми кои што политички беа затварани во минатото, зошто да не, да отвориме нешто што овие граѓани ги фрустрираше изминативе 27-28 години транзиција и независност на Република Македонија, да ги затвориме еднашка за секогаш, за да можеме да одиме напред. Јас дадов предлог, еве, и на време на следбата и сега, да почне тоа од мене и од моето семејство. Истото го побарав и од претседателот на владата и он рече во ред, нема никаков проблем, така што да го отвориме буквално сето она кое што во минатото беше некако под тепих ставано, а кое што немаше некако јасна завршница помеѓу македонската јавност. Ме прашавте за претседателските избори, да, од страна на претседателот на владата беа прифатени нашите забелешки, примени, сослушани. Се разбира за дел од нив треба да се консултира со своите соработници. Договоривме оперативна комуникација помеѓу двата изборни штаба на двата конкурента. Се надевам дека и третиот ќе ни се приклучи, бидејќи ова беше сепак диалог помеѓу ВМРО, ДПМН и СДСМ. ВМРО, ДПМН поддржува еден кандидат, СДСМ друг кандидат. Имаме и трет кандидат кој што е поддржан од други политички партии. Не гледам причина зошто тој да не ни се придружи тој изборен штаб, така што на оперативно ниво ќе ги разменуваме мислења. Уверени ли сте дека ќе биде еден фер и регуларен изборен процес
Како што е сега почетокот, немам гаранција дека ќе биде процесот фер и коректен и демократски, но затоа имавме оваа средба, ги кажавме нашите забелешки, да видиме овие денови, да дадеме шанса да може владата да се коригира во нејзиното внесување и така би добиле ни еден фер, кредибилен демократски процес во кој што, повторувам, идниот председател на Република Македонија ќе биде професорката Гордана Силјановска-Давкова. Господине Мицковски, вие и професорката Силјановска верите дека народот треба да гласа за вас и со тоа Заев да се замине од власт. Како ќе ни уверите дека вие нема да владеете исто како Груевски? Уште се свежи сеќавањата односот кон медиумите, кон новинарите, односот кон политички противници, динамит, да не ја тупиме, се сеќавате на бомбите. Што од тоа ќе смените? Знаеме за 27 април и други такви организации. Дали ќе владеете различно или исто? Како што и беше почетокот на вашето прашање, јас така ќе го започнам мојот одговор. Најпрвин треба да заврши овој изборен циклус, оваа председателска трка, професорката Силјановска-Давкова да биде идниот председател во Република Македонија, да имаме предвремени парламентарни избори. Јас сум убеден дека ВМРО-ДПМН ќе победи на тие предвремени парламентарни избори, ќе формира новата влада во Република Македонија и ќе треба да бидете трпеливи, тогаш да видите како ВМРО-ДПМН ќе владе, дали ВМРО-ДПМН ќе владе како што вие викате и се повикувате на периодот од времето на господинот Груевски, ќе владее сега како што владее господинот Заев, или ќе владее иновативно и ќе владее онака како што тоа го ветуваме и го разговараме со граѓаните во Република Македонија, честито, принципиелно, искрено, и ќе ја направи Македонија земја каде што ќе имаме можност за сите граѓани во Република Македонија, без разлика на нивната политичка, верска или етничка припадност. Ова прашање ви го постави бидејќи интервјуто на Силјановска. Да. Само уште едно прашање. Повелете. Господин Мицковски, сакам да ве прашам, зборуваат министрите од власта дека постои едно временско ограничување во делот на гласањето на законот за јавното обвинителство, кој е клучен за да се даде позитивна оценка земјава да добие датум за почеток на преговори. Претпоставам како одговорна опозиција тоа го имате во предвид. Затоа малку сме збунети од информацијата за работни групи кога знаеме дека собранието се распушта на 21 март и после тоа нема можност за гласање на овој закон. Видете, во принцип со рокови во животот и со ултиматуми тешко се снаоѓам како човек. Нити пак прифаќам, нити пак некогаш во животот ќе прифатам било каков ултиматум или рок. Можеше законот на нас да ни биде доставен ден пред распуштање на парламентот и ние требаше да го усвоиме за да можеме да ги задоволиме страстите на поедини структури во општеството? Не. Или ќе направиме производ кој што ќе има субстанца и која што ќе им значи и користи на сите граѓани, ќе биде заштитник на нивните права, или подобро да немаме ваков хибрид како што имавме изминативе 4 години. Исто така се постави легитимно прашањето денеска на средбата да го провериме работењето на оваа институција на која што функционираше веќе 4 години. Тие луѓе потрошија милиони пари на граѓаните и на даночните обврзници. Имаме сериозни индиции дека не е работено по закон. Добро, дали тоа значи така што, ако ми дозволите да одговорам на вашето прашање, така што ние реагираме максимално брзо, ние ќе реагираме практично многу промптно на сето ова, но дали ќе се вклопиме во рамките на ова, вие што кажувате, како што велите, ве брифираат владени представници, не знам. Јас денеска разговарав со председателот на владата и договоривме дека од утре практично работни тимови ќе бидат формирани и тие работни тимови ќе работат на субстанцата, се извинувам, на овој предлог закон, но исто така ќе работат работни тимови на останатите реформски закони. Не е само овој дел од реформските закони, имаме барем уште десетина други. Така што не значи дека ако овој се донесе, другите не се донесат, повторно ќе добиеме преговори, датум за преговори. Така што ќе мора да бидете повеќе трпеливи, ќе мора да работиме повеќе на квалитетот, отколку да работиме на квантитетот.